Ај кажи ни за Израел, пример, кој град беше тоа? Аждот. Така се вика и градот, како така, клубот. Како клубот, така и градот. Какви се таму луѓето, какви се по темперамент, какви се по карактер? Се разликуваат ли вака од нашиот карактер како особини? Мислам дека по темперамент и карактер не се разликуваат многу од нас. Иначе Израел како земја, според мене, една од најубавите во Европа. Рај на земјата, според мене. Што го прави така? Тука и местоположбата и Средоземното море и ако земеме пред дека Израел просто се наоѓа на пустинска подлога и луѓето што направиле и што создале од пустина, тоа е за секој почит. Не случајно нели се нивното лоби и евреите како народ се котира доста високо и нели по интелигенција и по и во финансискиот систем. Од секој аспект. И кога ќе додадете и тука верскиот нели момент Јерусалим и нас што не поврзува како христијани со тоа, мислам дека 4 поминати години како фудбалер и подоцна нели уште 8 месеци како тренер имаат посебно место во не само кај мене, него и во моето семејство, нели тогаш со сегашната сопруга, тогаш девојка бевме заедно и Теодор, синот мој се породи сопругата тука, но после 50 дена ми дојде таму, така да може да кажам дека првите чекори и таму и проводи и првите 2 години ги поминавме таму сите. Па баш одлично. Добро место да си почнеш онака, да растеш и првите чекори да ги направиш таму. Интересна работа. Како се снајде ти кога дојде таму? Имаше проблем на некој начин или се беше како подмачкано, што би рекле? Знаеш, доаѓајќи од Македонија, доаѓајќи си играл тука низ Балканот и се одеднаш во Израел. Беше нешто по-специфично, потешко за снаоѓање? Јас како карактер и во Грција, и во Србија, и во Словенија, а посебно во Израел, затоа што се работи за народ со верски некои обичаи, традиција, сосема различни. Значи потрадиционално гледаат на сосема работата. различни од нас. Но каде и да сум бил, сум го почитувал она што го краси тој народ таму каде што сум. Значи повеќе сакаш да се прилагодиш ти отколку да наметнуваш некој си. Не да се прилагам, него го почитувам со тоа што се среќам, со тоа што ме обкружува во моментов каде што живеам. И мислам дека и тоа ми помогна доста за да ме прифатат како персона, како човек пред се, а посебно после како фудбалер. И од тој аспект се осеќав како дома. Значи без разлика што има тони, ќе спомнам тој шабат. Тоа е нивна семејна вечера што прават во петок. Секој петок? Секој петок. И ако ви кажам, јас за 4 години колку поминав кај нив, ја може на една рака да ги избројам вечерите петочни, што сум бил дома. Значи секогаш, дали кај колегите, дали кај членот управа, дали кај председателот. Председателот на клубот? Да, бевме канети. Кај Израел председателот? Бевме канети, така да може и тоа допринесе да се осеќаме така како да се чувствуваш дека си еден од нив. Баш така и затоа и него променив клубот.